По вчерашниот прилог за нефункционалноста на 4 нови градски екоавтобуси на метан, кои општина Прилеп ја чинат импозантни 1 милион евра и кои беа набавени само пред една година, директорот на јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање Илија Ивановски си достои на зборот дека својот став околу ова ќе го изнесе по завршувањето на состанокот во Скопје, на кој присуствувал кога вчера ние го побаравме и синоќа се јави. Но не за да демантира или пак да упати покана за пресконференција на која би ги изнел своите контрааргументи, туку за на највулгарен и на најпримитивен начин, со крајно недоличен вокабулар, во телефонски разговор од само 33 секунди до вашиот известувач да упати сексистички навреди, закани со кривични пријави и сочни пцовки кои не му доликуваат никому, а најмалку на еден функционер. Меѓу другото, тој се понуди да не повозел со новите расипани автобуси, за кои сме ширеле лаги, за да видиме какви биле, а разговорот го заврши со крајно вулгарна пцовка, нарекувајќи го вашиот известувач скапано ѓубре. И се заврши на пцовката, пошто разговорот, ако ова воопшто може да се нарече разговор, беше прекинат, без да ни се даде шанса да му ги поставиме прашањата кои се уште се без одговор. Дали 3 од 4 нови автобуси навистина не се во возна состојба или пак само така си стојат паркирани на Прилепскиот терминал, додека прилепчани своите потреби мораат да ги задоволуваат со двата автобуси, едниот стар и небезбеден, а другиот нов, и кои им се ставени на располагање само по неколку часови дневно. И покрај невидениот гнев и крајната недоличност на директорот, сепак, во име на професионализмот и објективноста, Алфа и понатаму му стои на располагање за да си ја каже својата вистина.